Поднесувањето на резолуција за Илинденското востание до собранието, кое го најави СДСМ, може да отвори нови историски проблеми кои имаат фундаментално значење за македонската историја, имајќи ги во предвид бугарските условувања, предупредуваат дел од историчарите. Професорот Митко Панов предупредува дека Македонија го плаќа цехот за погрешните политики на власта кон билатералниот спор со источниот сосед и критикува за отсуство на државна програма за празникот Илинден. Дали инициирањето на резолуција за Илинден не значи признание дека во иднина би се отвориле вакви историски проблеми кои имаат фундаментално значење за Македонија, со внесувањето на бугарите во уставот како државотворен народ, имајќи ги предвид билатералните протоколи и отворените условувања од страна на бугарските политичари. И во суштина представа признание за погрешноста на политиките рефлектирани во билатералните протоколи со Бугарија, а знаеме кој преку ревизијата на македонската историја директно задираат во македонскиот идентитет. На иста линија е и професорката Наташа Котлар-Трајкова. Таа вели дека потегот на владеачката СДСМ е чист популизам, но и непознавање на нашата историја. Ова значи дека и тие не знаат како да се справат со формулацијата заедничка историја. Ако сакале толку многу да носат резолуција, тогаш можеле да донесат резолуција како да се поништи таа несреќна формулација заедничка историја и членот 8 со ставот 1 и 2, бидејќи Илинденското востание има голямо значење и за македонскиот народ кој се востана, иако беше неуспешно, но беше инспирација за следните македонски борбени генерации. Во пресред на 2 август, партијата на Кирил Петков во парламентот поднесе декларација за Илинденското востание. Пратеникот на преродбата продолжува, Христо Даскалов, во своето обраќање пред парламентот дури не ги ни спомена македонците дека биле дел од востанието пред 120 години. По ова, СДСМ најави дека ќе достават резолуција во собранието.